Почитувани вработени во РЕК Битола и во ЕСМ, почитуван генерален директор на ЕСМ Ковачевски, почитуван заменик директор, почитувани членови на надзорниот и управниот одбор на ЕСМ, почитуван директоре на РЕК Ќурчиевски, почитувани представници на медиумите, почитувани присутни. Владата на Република Северна Македонија се обврза пред своите граѓани дека вложува во енергетика и енергетска ефикасност, а донесовме одлука и истата ја реализираме. Постепено преминуваме кон извори на чиста енергија преку примената на еколошките извори на енергија, како што се водата, сонцето и ветерот. Наша обврска пред граѓаните е да фатиме чекор со трендовите, за да имаме економски напредок и здрава животна средина. 6 нови екоавтобуси кои денеска ги промовираме се само еден чекор во таа насока. Овие автобуси кои ќе служат за превоз на работниците во РЕК Битола се на еколошки погон, односно работат на метан. Работат на CNG, компресиран или компримиран природен газ. На овој начин постепено го менуваме возниот парк на РЕК, во кој со години воопшто не се вложуваше. Со набавките на новите еколошки автобуси се зголемува безбедноста и квалитетот на превозот на работниците од РЕК Битола, кои работат во исклучително тешки услови. Од еколошки аспект, автобусите кои досега ги превезуваа работниците не ги исполнуваат ниту минималните еколошки стандарди, за разлика од новите еколошки превозни средства. Тоа што според мене е важно да се истакне е што ЕСМ и РЕК Битола несебично ќе ги стават на располагање овие автобуси и на околните општини, односно, кога нема да превезуваат работници, ќе може да ги користат за превоз на ученици, студенти, пензионери, членови на спортски клубови, на здруженија и на невладини организации. Набавката на новите автобуси на природен газ е исполнување на уште едно ветување на владата и ЕСМ за подобрување на условите за работа во комбинатот, за намалување на трошоците за работа и заштита на животната средина. Во тој правец се и останатите проекти кои се завршени во изминатиот период или се во тек. Се реализира еколошката инвестиција на 10 мегавати во Осломеј, фотонапонска централа, преминуваме на следниот чекор на јавното приватно партнерство на 100 мегавати, нови еколошки проекти за 100 мегавати, нови фотонапонски централи, следуваат уште 10 мегавати собствена инвестиција во Осломеј, 2 пати по 10 мегавати овде во РЕК Битола, се разработуваат планови за 2 пати по 100 мегавати фотонапонски централи овде во РЕК Битола и така натаму и така натаму. Она што го видовме внатре се и подготвените апсолутни механизации, односно целиот дел вграден на котлите за апсорбција на топлинската енергија заради развојот на новиот топловоден систем за грејење на Битола, со приклучок на 33 важни институции и со тоа примарната топлинска мрежа за градот Битола, како и за општините Новаци и Могила. Изминатите 3 години во РЕК Битола направени се капитални ремонти на секој од трите блока на термоелектраната. Почнувајќи од 2018 година со блок 1, продолжувајќи во 2019 година со блок 2 и завршувајќи годинава со капитален ремонт на блок 3, АД, ЕСМ и РЕК Битола ги направија неопходните зафати со цел зголемување на ефикасноста на постројките. Со овие зафати покажуваме дека нашите заложби за чиста животна средина и намалување на емисијата на гасови не се само празни ветувања, туку се спроведуваат во пракса. Тоа не беше случај претходно и покрај конкретните препораки дадени уште во тогашната 2010 и 2011 година, кога последно се модернизираа блоковите 2 и 3, ремонтите да се направат не подоцна од 6 години, владата тогаш предводена од ВМРО ДПМН не го направи тоа. Веројатно се хистеришеше уште во тој период, како што беше и хистеричната цена на струјата тој Божик 2017 година. Затоа, капиталните ремонти на трите блока во РЕК Битола беа еден од приоритетите на ЕСМ и РЕК, со целосна поддршка од владата и истите беа изведени согласно претходните
наведени динамики. Заштитата на животната средина во минатото беше запоставена, а сега представува еден од приоритетите на оваа влада, која во енергетската стратегија зацрта постепено преминување кон обновливите извори на енергија со цел да ја направиме нашата земја лидер во регионот во однос на еколошки чиста енергија. Сакам да им се заблагодарам прво на работниците и во РЕК и во ЕСМ, на менаџментот, надзорниот, управниот одбор, директорите и на РЕК и на ЕСМ, да се заблагодарам на партнерот од Турција, кој што секако потекнува земја пријател, кој што е добавувач нови еколошки автобуси и да си посакам на сите да имаме уште многу вакви еколошки проекти во иднина. Благодарам.